Благодарам. Господине премиер, ако е се во ред, тогаш нема потреби од ургенција во здравството за некои услуги да се убрзаат. Ако се функционира како што треба, и ако мој термин сте го надградили како што ветивте, нема потреба од ургенција. Реално. Најпрвим, како тетовчанец, да ви посакам добре дојде денеска, слушам во Тетово че имате влада, па се надевам дека ќе ја обезбедите за цела влада маски за дишење. Затоа што направивте се, само воздухот не го исчистивте. Југохром го затворивте, 1200 луѓе остана без работа, воздухот не е почист. Затоа препорачувам, кога ќе дојдете, пошто протестиравте тука во Скопје и во Тетово, да се изрази еден јавен протест во знак на поддршка на граѓаните кои што го дишат токсичниот воздух. Можеби, ако министерот беше поажурен, ќе се превземеше некоја поконкретна мерка за Тетово. Можеби, ако имавме транспарентна влада, соодветно на реакцијата на екогерила на вашата трибина во Тетово, ќе имавме судски епилог за нивното укажување дека некој се обидувал да ги замолчи за тоа што се случува во Тетово. Можеби, заменик министерот за здравство кој што го предлагате, ќе помогне да се намали стапката на здравствени проблеми кои што се јавуваат како последица од загадувањето во Македонија. Имено во последните 3 години 16.000 граѓани се директно засегнати здравствено поради зголеменото ниво на загадување во државата. Може би треба да се превземе некаква мерка или вие како влада да реагирате и во Тетово времено да се донесе мерка за запирање на сите градби. Или да се одземат ингеренциите во одредени случаи, бидејќи сме еден од најзагадените градови во Европа и во светот. Не е начин да се исклучуваат мерните станици за драстично да се подобри квалитетот на воздухот кога немаме временски или атмосферски прилики кои што би биле директен причинител за тоа. Треба реално да се погледне во проблемот и очекувам вечерва да не удостоите, ако ништо друго, како тетовчани, вие како влада да ни кажете какви конкретни предлози и мерки ќе донесете за подобрување на квалитетот на животот на сите во Тетово и за здравјето на сите во Тетово. Можеби вечер ќе не удостоите, ќе ни кажете дали конечно ќе се намалат инцидентите со нападите, физичките и вербалните напади врз здравствените работници во Тетово и во сите болници во Македонија. Можеби ќе има и некаков законски епилог од господинот со секирата што го видовте, што шеташе во клиничкиот центар во Тетово. Благодарам.